Почитувани гледачи, следите анализа на телевизија 24. Јас сум Христина Беловска, добре дојдовте. Корупцијата како современ пире на нашата демократија. Уште колку акции, планови и ветувања се потребни за победа над овој инвазивен вид. Власта најавува резултати следната година, опозицијата обвинува за заплашувања и притисоци. Која спушта рампата во ловот на крупните ѕверки? Финансиската полиција истражува во чии џебови завршија парите од Евростандард банка. Се проверува ли работењето и на други функционери или случајот на Лидија Димова ќе остане осамен во борбата против корупцијата? Одговор на овие прашања вечерва бараме од председателката на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска. Добре дојдовте. Благодарам за поканата. И директорот на финансиската полиција Арафат Муареми. Добре дојдовте и вие. Добро ви најдов. Ивановска, ќе почнам со вас, со најактуелниот случај за кој што и денеска имавте пресконференција, случајот со градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов и неговите исплати, односно исплатите од адвокатската канцеларија кон него. Може ли хронолошки за појаснување на гледачите да ни објасните како беше отворен, како течеше овој предмет, бидејќи веќе е и завршен? За што се работи? Значи, предметот беше оформен по поднесена пријава од познат подносител. За расветлување на случајот беа побарани документи од господинот Петре Шилегов, беа доставени документите. Според она како ја иде процедурата согласно нашиот закон, значи го повикавме господинот Петре Шилегов и му објаснивме дека согласно нашиот закон, односно членот 44, службените лица може да остваруваат дополнителни приходи по други основи, но не и по консултантски услуги. Значи може по авторски права, по научно-истражувачки дејности и така натаму, значи нешто што е негово, нешто што е свое, би рекла, на службеното лице. Консултантските услуги не спаѓаат како основ дека може да се остваруваат приходи на службеното лице. Господинот Шилегов имаше разбирање за она што му го кажавме. По таа средба му ја доставивме нашата одлука за постоење на судирни интереси, со тоа што укажавме дека во одреден период од законот во рок од 15 дена треба да излезе од таа состојба. Тој ни испрати раскинување на договорот и не увери дека таа состојба веќе не постои, пошто нашиот предмет си беше затворен. Тоа беше овој месец, во декември. Тоа беше на претходната седница, меѓутоа знаете како. Кога имаме ние предмети поднесени од познат или непознат подносител без разлика како, значи кога не се отворени по наша иницијатива, тогаш ние не кажуваме на јавната седница за кого се однесува по име и презиме. Значи ние кажавме за градоначалник на една општина кој што бил во судир поради остварување приходи по консултантски услуги. Меѓутоа не спомнуваме име, бидејќи таков ни е принципот на работа. Дали тој познат сторител е Михајло Маневски? Не треба тоа да го откривам сега. Во пријавата немам обврска да кажувам кој е подносителот. Добро. Во пријавата, значи, беше наведено дека град Скопје исплаќа или на Не. Шилегов му се исплаќани? Тоа околу град Скопје сега произлезе во медиумите и ние кажавме дека тоа не сме го работеле и дека за тоа направена е службена белешка, отворен е нов предмет, подопрен глас од медиуми. Ке го испитаме тој случај, бидејќи побудува поголем јавен интерес и тоа ќе го соопштиме на јавност. Ве прашувам затоа што од самиот почеток опозицијската ВМРО ДПМНЕ излегува со обвинувања дека државни пари се одлеваат во џебот на адвокатската канцеларија на Шилегов. Јас тука само предлагам накусо да ги слушнеме и обвинувањата од страна на ВМРО ДПМНЕ, но и образложението од страна на градоначалникот Шилегов, па се враќаме во студиото повторно. Петре Шилегов, како градоначалник на Скопје, плаќа консултации за правни работи, внимавајте, сам на себе. Градоначалникот Шилегов склучил договор и го плаќал адвокатското друштво Шилегов. На Петре Шилегов малку му е платата како градоначалник на Скопје, особено што не работи ништо, па мора и хонорар да зема од градската каса. Со години Петре адвокатот го советувал градоначалникот Шилегов за правни работи. И за тоа се исплаќа по 50.000 денари месечно.
Или во просек, Шилегов си подпишува консултантски услуги сам на себе, за што скопјани му плаќаат околу 10.000 евра годишно. И тоа Шилегов го прави со години. Очигледно е безидејност, очигледно е стравот, очигледно е неможноста на ДПМН да одговори на новите градски политики кои што јас ги креирам како градоначелник во изминативе 3 години, чии што резултати се од ден на ден се повидливи и добро прифатени од граѓаните, по старото добро правило кога е таа структура во прашање, прибегнуваат кон креирање на лаги, кон креирање на манипулации. Денеска беше искажана од страна на портпаролот на ДПМН една голема лага и обид да се направи манипулација во јавноста со цел да се прикаже дека наводно јас како градоначелник сум го плаќал сопственото адвокатско друштво за консултантски услуги. Ивановска, ве прашувам што е точно? Има ли манипулација со информациите или што е точно воопшто од овие Значи, изјави? јас ви кажав, она што ние сме го работеле е дека Петре Шилегов добивал по основ на консултантски услуги од адвокатското друштво. Информацијата дека градот му плаќа на адвокатското друштво, сега ја слушаме во медиумите и ви кажав дека за таа информација, по тој допрен глас од медиуми, отворивме нов предмет за да испитаме дали е тоа точно или не. Точно е дека постоеше претходно судирни интереси кога Петре Шилегов од својата адвокатска канцеларија по основ на консултантски услуги остваруваше приходи. Тоа не е дозволено со Дали законот. за тоа плаќал данок? Да. Тука нема дилема. Апсолутно не е тоа Според дека не моментот плаќа. само дека консултантски не може да услуги остварува по основ на консултантски услуги. Другото нема. Ако е службено лице, значи се знае точно по што може да остварува, по кои основи. Не може по основ на консултантски услуги. Тој си го разбра тоа, си го раскина договорот и го отстрани судирот на интереси. Дали градот плаќа сега понатаму на адвокатското друштво, тоа е веќе нова ситуација, нов предмет, за кој што ви кажав, подготвивме службена белешка, го отворивме, ќе го сработиме и ќе го соопштиме на јавноста, и очигледно дека е сензибилизиран. Добро, господине Моереми, јас ќе цитирам една констатација од последниот извештај на Transparency International годинава за земјава и општо, за да се запре корупцијата и да се подобри животот на луѓето, мораме да ги напаѓаме врските меѓу политиката и високите финансии. Тука Македонија е во друштво со Албанија на 106 место од 180 земји. Вие, вашата задача како финансиска полиција да ги откривате тие финансиски скандали, односно истраги на кои што се во земјава. Колку истраги водите, има ли во нив функционери од власта кои што ги истражувате моментално? Ние сме имале и ќе имаме. Факт е дека секогаш кога се работи за јавните пари, или државните финансиски средства, секогаш постои ризик на корупција. Делот на корупцијата постои при давање или па доделување или па оформање на јавните набавки кои што се дадени од буџетските фондови. Секогаш ние како Управа за финанска полиција ги следиме тие појави. Нашата цел е да се утврди одговорност при доделување на јавните набавки во самата постапка, бидејќи многу е тешко тоа што секој го бара кај завршуваат парите, многу е тешко тоа да го докажеме, бидејќи не секогаш парите ни завршуваат во самата наша држава. Некогаш се прелеваат и надвор од земјата, кога се работат за одредени провизии, проценти на доделувањето или подпишувањето на договори за јавни набавки. Големиот дел на корупцијата од тоа доаѓа. Не можеме да кажеме дека нема корупција и при непресметување на даноци. Меѓутоа, најголемиот дел и концентрацијата на Управата за финанска полиција е утврдување, докажување на елементи на кривично дело при самата јавна постапка или на доделување на тендерите. Факт е дека во ова борба не можеме, значи, максимално да ги дадеме резултатите при реализација на или анализа на секоја јавна набавка, меѓутоа треба да се има предвид дека капацитетите на Управата за финанска полиција не се толку големи колку што е името на финанска полиција.
Прошлата година успеавме некако да се групираме, да вработиме уште неколку експерти во делот на финансиите, на банкарството, нели и перењето пари, нова кадар, кој што ќе му треба сигурно уште 3 години да се вклопи во работата на финанска полиција, бидејќи оние како дел се експерти, меѓутоа не размислуваат како полицајци. Во контекст на ова што го говорите, дали тогаш големите случаи на високи функционери се уште преголем залог за вас или ќе го совладате и тоа? Не, значи ние сме имале случаи за корупција, бидејќи корупцијата како корупција е широк поим, сме поднеле и врз база на нашите поднесоци владата постапувала па и разрешувала и министри, и директори, генерални секретари и така натаму од ова власт. Меѓутоа имаме случаи кои што се утврдени аномалиите и дефектите во постапките за доделување на или давање на тендери од претhodната власт, од власта кога беше на ВМРО. Таму имаме поголеми случаи кои што нормално дека поголемите пари се излевани нели на финансирање на Скопје 2014 и другите неефикасни или да кажеме неефикасни капитални инвестиции. Колку што сме информирани, таа истрага не е завршена. Мислам дека беше отворена и во специјалното обвинителство, сега е во државното обвинителство. Немам информации дека е завршена, очигледно бавно оди докажувањето на големите финансии. Јас сакам да ве прашам во однос на една од поголемите истраги кои што сега ги водите, тоа е случајот Евростандард банка. Може ли да ми објасните кои се вашите ингеренции во банкарското работење? Дали се истражува перење пари? Што точно вие истражувате во овој случај? Во делот со Евростандард банка ние постапуваме по неколку добиени наредби од страна на јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Една наредба имаме од основното јавно обвинителство, меѓутоа и по сопствена иницијатива, бидејќи од таму се почна по сопствена иницијатива, по добиена една пријава, анонимна пријава кај нас, кај што покажуваат, односно укажуваат дека веќе се сомневат дека паричните средства се завршиле на нечии џебови. И со самото тоа, ние согласно Законот за кривична постапка сме обврзани да известиме јавно обвинителство, при што одма ни излегува и на пресет и обвинителството и ни даде наредба да постапуваме. На почеток мислевме дека не е толку организирано, меѓутоа кога веќе почнавме да истражуваме во самата банка и по добиени банкарските сметки од неколку фирми кои што се сомнителни и од стечајниот управник нели ги покажа јавно дека се ризични кредити дадени на одредени фирми, веќе кога почнавме веќе утврдивме една голема мрежа, која што таа мрежа можеме да кажуваме дека не се 140, него се поише фирми, меѓутоа тие се под фирми и така натаму како ќе прелеват парите на втора, трета, четврта група. Пред некое време јас дадов едно интервју исто така дека кажав дека ќе треба време и навистина ќе треба време. Само да ве прашам, тука имаше едно обвинување од опозицијата дека 29 фирми се од Струмица и тие ги поврзуваат со премиерот Зоран Заев. Од друга страна, власта обвини дека дел од фирмите, односно дека компаниите кои без покритие биле кредитирани од Евростандард банка се поврзани со Кристијан Мицковски. Овие наводи ги проверувавте? За овие фирми станува збор? Јас не би потенцирал дека да кажам дека едни фирми се на ова политичка партија или таа друга политичка партија. Фирми како фирми се кои што постапуваат и во самата фирма има управител и собственик. Во сите тие фирми јас досега не сме утврдиле дека се собственици на некој во тие фирми? Не. За таква работа за сега нема. Меѓутоа не можеме да кажеме дека само од Струмица има фирми, нели што некој критикува, да. Меѓутоа треба да знае јавноста дека од целата територија на Република Северна Македонија постојат фирми кои што се дел од тие фирми кои што ги добиле кредитите без некоја соодветно подкритие од страна на таа банка. Рековте над 140. Моментално, да. Добро, а откривте каде завршиле парите или? Сме на добар пат тоа да докажам. Може ли да ни објасните шемата, како изгледало тоа
функционирање незаконско поврзано со Евростандард банка? Шемата сега не можам да ја кажам нели јавно, бидејќи е во фаза на предистражна постапка, но можам да тврдам дека сме на добар пат да докажеме и одговорноста и во самата банка, меѓутоа и на другите сите вмешани страни кои што се дел од тоа алка. А има вакво незаконско функционирање и на други банки, кои што можеби овој еден случај ќе ве префрли и на други предмети, други банки можеби? Ние, како Управа за финанска полиција, веќе почнавме една ваква истрага, предистражна постапка за уште 2-3 банки други, кои што на сличен начин, не и на ист начин, на сличен начин постапувале. Меѓутоа, разликата од Евростандард банка со тие другите две банки е во тоа што оние го искористиле заложеното право, кое што верувам дека и Евростандард банка доколку ги извршувале или обезбеделе некој залог кој што го покрива и кредитот или па 1:2, немаше да дојде во ситуација да се носи во стечај банката. Исто ваков сличен случај имаме со 2-3 банки кои што ги искористиле кредитите од самата банка за на некој вид начин да купуваат акции за собствени потреби на собственици на тие банки со барите на банките. И тие банки ви се под истрага? Да. Различно од ова што е сега со Евростандард банка? Разликата е во тоа што не дошле до ова ниво, како со Евростандард банка, да не ги извршува тие кредити. Ова што го споменавте, тие информации ги знаел собственикот или управниот одбор? Знам дека фирмите кои што се веќе затворени на овој начин, кои што ги добиле кредитите не за себе, него за таа намена, да се префрлат на други трети правни лица, фирмите се во стечај или некои се и затворени и тие исто така пријавуваат кај нас како оштетени страни. Само уште едно прашање, бидејќи рековте дека ја следите трагата на парите, тука се во земјава или се изнесени надвор? Знам дека е предистрага, меѓутоа... Мислам, на добар пат сме да докажеме и тоа, и тоа, и тоа. Добро. Премиерот Заев најави приоритети за следната година, акција 21. Првата тема е прочистувањето во судството, втората корупцијата. Јас само да подсетам дека изминатите години имаше еден план 369, план 18, сега 21. Промените во перцепцијата на граѓаните доаѓаат многу тешко и Европската комисија констатираше дека сме умерено подготвени да се справиме со корупцијата. Ивановска, тука ве прашувам, подготвени ли сте како комисија за да го завршите вашиот дел кој што се однесува во првата точка, прочистување на судството? Вашата обврска е да ги проверите судиите и обвинителите од каде им е имотот. Па не баш така. Нашата законска обврска е да ги провериме анкетните листови. Што ги имаат поднесено, дали имаат поднесено и што тие во своите анкетни листови пријавиле. Значи, првата наша обврска е да ја провериме веродостојноста на податоците. Дали тие точно пријавиле. Од она што до сега го тврдивме... Ова го работите многу предходно, уште неколку месеци наназад, ми се чини минатата година. Да, и презентиравме резултати врз основа на анализата што се направи за испитување на имотната состојба на судиите по тој годишен план што го донесовме на почетокот на оваа година. Значи, првиот чекор е испитување на веродостојноста на податоците. Ова испитување се прави преку прибирање на документи, анализа и споредба на документите што сме ги прибрале од катастарот, да кажеме од 17 институции, така. Па не мора од сите, сега кога се работи за имотна состојба, од тие што ги го регистрираат имотот. Доколку се утврди дека има зголемување на имотот, нели ако се утврди дека нема пријавено имот, си има постапки понатаму што следат. Меѓутоа, доколку се утврди зголемување на имот, кој што не соодветствува на месечните примања, а веќе имаме такви 3 случаи, значи тогаш одиме на подлабока анализа или се обраќаме во финансовата полиција, они да ја спроведат понатаму истрага. Кои се тие случаи, подсетете ме?
Тоа кога ќе се заврши се каже за кој случај станува. Парцијално нема да ги откривате за јавноста? Значи не сме се договориле парцијално да ги откриваме. Утврдивме доста слабости. Знаете дека во планот за оваа година таргет беа председателите на судовите, бидејќи немавме објективни критериуми за да направиме избор на примерок за судиите. Побаравме, ако се сеќавате, податоци од судскиот совет, меѓутоа не успеавме да добиеме од таму, бидејќи не воделе таква некоја анализа за суди, колку, како има жалби, не знам на кој начин ги спроведуваат судењата и така натаму, како и да е. Значи немавме објективни критериуми за да направиме избор на примерок за суди. Од тие причини идевме принципиално сите председатели на судот. Добро, за нив имате забелешки за председателите? Имаме забелешки, значи имаме забелешки, тоа ќе се обелодени во извештајот, во годишниот извештај за 2020 година. Значи имаме слабости, не ги поднесуваат редовно анкетните листови за почеток, за крајна функција, не ги ажурираат податоците при промена на имотна состојба, што е законска обврска, така што сето тоа не си е нотирано и за тие случаи ќе се, мислам дека веќе се спроведува прекршочна постапка. За овие што се покрупни од аспект на зголемен имот несразмерно со зголемување на приходите, ви кажав, за тоа иде подето, меѓутоа ние немаме истражен центар, немаме такви ресурси и затоа соработуваме со другите институции кои тоа го имаат. Меѓутоа, еве и тука ќе кажам во оваа прилика, мислам дека клучна контрола и системско решение за надминување на објективно на целата состојба во државата со имотот на функционерите е донесувањето на законот за потекло на имот на секој граѓанин, со што ќе се избегне ризикот одредени функционери својот имот да го пријавуваат на туѓо име додека се на функција, а потоа да си го вратат на свое име, бидејќи ДКСК понатаму не води евиденција, односно нема законска надлежност да следи имотната состојба на функционери чиј мандат е завршен. А кога ќе се реализира? Сега, разговараме денески на владата, го поставивме истово прашање, значи треба Министерството за правда да го иницира ова донесување, се подготви законот и така натаму. Дотолку повеќе што еве нашиот сегашен систем за евиденција на анкетните листови ги објавуваме нели на веб страната, меѓутоа тие таму стоят додека е мандатот на функционерот. Кога ќе заврши мандатот, старите листови, значи се тргаат од веб страната, таков е системот. Иако нели сметаме дека во иднина со новиот систем, со новиот софтвер ќе си останат историски податоци за одредени функционери, меѓутоа еве како е сега состојбата, се бришат. И граѓаните не можат да увидат каква била состојбата и дали функционерот по завршување на функцијата стекнал некаков имот кој што е несразмерно зголемен. Значи ние во тој дел можеме да помогнеме, тоа е нашата законска надлежност. Немаме истражни центри за детално испитување на потеклото на имотот, меѓутоа затоа имаме добра соработка со институциите кои тоа го имаат. Тука ви е клучен софтверот, предпоставувам, за кој што имавте доста проблеми изминатиот период за да ги добиете тие информации и да ги ставите на едно место. Што се случи со тие ресурси кои што ви недостасува и од кои што зависевте за да работите професионално? Па како што знаете, во 2019 година се работеше на тој проект со меѓународна поддршка од Американската амбасада, односно од проект на Американската амбасада и доста добро одеше тој проект. Беше подготвена техничка документација, дури беше избран и економски оператор кој што требаше да го подготви, меѓутоа некако времето помина и проектот требаше да заврши, временски се оцени дека не може да се стигне со целосна имплементација на тој проект. Така што во наша собственост остана техничката документација и толку и прашањето да си го решиме сами во рамките на нашата држава. Бидејќи и владата и сите се декларира дека борбата против корупција е круцијално прашање во државата, прашање број 1. Во преговорите со министерот за финансии за наредниот буџет за наредната година, јас му ги предочив сите три наши клучни проблеми, а тоа е нели софтвер, набавка на софтверот, вработувањата и реконструкција на просторот, бидејќи како што знаете, оној простор кој што требаше да се преселиме, кој што владата требаше да го откупи од јавното предпријатие за стопанисување со деловен простор, пропадна бидејќи фати пандемијата и парите беа пренаменети.
И ние останавме во... Сега имавте ветувања, се сеќавам дека и од министерот за правда, дека во тој дел ќе се интервенира и ќе се заложи финансиски. Кога ќе се реализира тоа со софтвер? Значи, со софтверот, да. Значи, со софтверот денеска добивме согласност од владата за повеќе годишна набавка, по која, значи, што ми ја добивме таа согласност, веќе ни се одврзани рацете да го распишеме тендерот и да одбереме економски оператор кој што ќе го подготви софтверот. Добро, вашата работа е да откривате корупцијата преку незините форми, но и да отворате прашања околу етичноста при назначувањата на функционерите. Во оваа насока ве прашувам, може ли да зборуваме за европски институции со избор на директори кои што имаат спорен професионален багаж? Тука мислам на новиот директор на Шутка, Филип Андов, викан Сокол, чиј што избор беше доста критикуван во јавноста од Хелсиншки комитет и го отвори прашањето на систем на заслуги при вработувањата. Вие овој случај сте го испитувале? Конкретно овој случај баш не сме го испитувале, меѓутоа, како што знаете, јавноста е известена и на посебна пресконференција пред новинарите го обелоденивме прашањето, односно проблемот, повеќе би рекла, на поставување на ВД директори, особено во повеќе циклуси. Значи, не само во еден циклус 6 месеци да биде поставен ВД директор, период кој што е сосема доволен да се распише конкурс и да се обезбеди конкуренција и да се обезбеди компетитивност помеѓу кандидатите и да се бара најстручниот и најдобро подготвениот кандидат. Сведоци сме дека во повеќе наврати се бираат ВД директори и тоа станува како единствен начин на поставување на директори. Затоа што ако веќе 6-7 пати се поставува еден исти човек за ВД директор и не се распишува конкурс, очигледно е политичкото влијание тука дека треба тој човек да биде, а не ги исполнува можеби условите кои што ги бара законот да биде во редовна постапка избран за директор. И добро, тоа се случува. На оваа тема ќе зборуваме и за ВД директорот на Агенцијата за филм Бојан Лазаревски, меѓутоа по рекламите се враќаме со оваа тема. Следите анализа на телевизија 24. Гости во студиото се Билјана Ивановска од антикорупцијската комисија и Арафат Муареми, финансиска полиција. Ја отворивме темата со назначувањето на директорите. Јас ќе се надоврзам овде за последната одлука и препорака до владата која што испративте денеска да го разреши ВД директорот на Агенцијата за филм Бојан Лазаревски од член на управниот одбор. Вие велите има судир на интереси, не може да биде и директор и член на управен одбор, а попладне во владата ви одговори дека тој сам дал оставка. Тука добивам впечаток дали имате проблеми во комуникацијата или погрешно ги толкувате законите? Не, немаме проблеми во комуникацијата, и нас не известија дека има поднесена оставка, меѓутоа знаете како е владата именува и владата разрешува. Факт е дека господинот Лазаревски не бил разрешен кога бил именуван за директор. А законот е јасен дека не може истовремено службено лице да биде и член на управен одбор. Значи тука е кристално јасна ситуацијата. Во секој случај владата направила грешка во Чекори, да признаеме, требала предходно, ако сметала дека треба тоа лице да биде назначено за ВД директор, предходно да го разреши. Разрешувањето и се објавува и во службен весник. Така, значи оставката не важи ли неговата оставка? Оставката, ја давам оставката, може нема да ми се прифати. Тој што ме назначува, тој е битен. Да ми даде решение дека сум или не сум веќе повеќе член на управен одбор. И сега зошто и како беше тоа избрзано, дали поради тоа што го поништија конкурсот, нели имаше конкурс за избор на директор, требаше да се одбере, нели, стручно лице, вака со сите компетенции потребни за да ја врши таа функција. Конкурсот се поништи и сега можеби во таа брзина се направил тој пропуст. Како и да е пропуст, бидејќи ќе повторам, постои судирен интерес кога службено лице истовремено е и член на управен одбор. Ќе преминам на уште еден случај кој што актуелен беше деновиве со поранешниот председател Ѓорги Иванов. Имавте неколку предмети за назначувањата во АРМ, за становите, односно за неговиот имот, кои ги водевте и на крај комуникацијата заврши со јавно препукување. Тука беше вклучена и финансиската полиција. Може ли, господине Муареми, да кажете што откривте околу имотната состојба на Иванов?
Ние од Државната комисија за спречување на корупција добивме неколку барања за да се постапи по и да се изврши финансиска истрага на одредени функционери. За дел истрагата е завршена и мислам дека и е добиено известување до Државната комисија за спречување корупција, но исто така е доставени и до јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Мислам дека за четворица уште не е завршена финансиската истрага, бидејќи таа финансиска истрага после се проширува и се води интегрирана финансиска истрага, значи цело фамилиарно стебло, кој што докажуваме разлика на имотна состојба и во времето кога бил функционер и после завршување на мандатот. И за тие 7 лица добиени се дополнителни некои да се водат некои истражувања со дополнителни наредби од страна на обвинителството. И за истото за Ѓорѓе Иванов доставивме ние и до обвинителство известување кој што чекаме сега дали ќе постапат само по тоа или па ќе добиеме уште некоја дополнителна наредба за проверка. Што испративте до антикорупцијската? Информација, значи која е имотната состојба во времето кога бил функционер и дали има разлика во имотната состојба. Сега бидејќи е уште во фаза на предистрагата, не смеам да кажам бидејќи не чекаме уште одговори од обвинителството. Тоа што е констатирано веќе е дадено и во обвинителството, меѓутоа и до ДКСК. Во која насока оди тоа? Се ќе биде јавно кажано кога ќе се затвори предметот, така што неблагодарно е се вака да вадиме податоци пред време. Инаку, вие знаете дека ние постапувавме по тој предмет, бидејќи назначувањето на генералите во повисок, во повисок чин се одвиваше во време на изборен процес. Тоа беше нашата забелешка. Меѓутоа, забелешката од страна на поранешниот председател беше зашто ние не сме го повикале него да се оствари оној процес на контрадикција. И поради тоа, не тужеа на управен суд, управниот суд ја врати постапката на почеток. Покрај овој предмет имаше и други предмети за кои што реагираше управниот суд и ние како комисија се договоривме дека со сите овие предмети кои што така на некој начин ни се вратени од управниот суд, дали поради тоа што во еден случај за едно известување за постоење на судирни интереси управниот суд вика дека не е надлежен, а во друг случај ни кажува што треба да правиме, значи и таму има некои неусогласености, недоречености, не е битно. Значи за сите случаи кои што сме имале некаква релација со управниот суд, се договоривме до крајот на годинава да ги завршиме. Сега симптоматично е тоа што писмото што беше испратено од поранешниот председател дојде истовремено кога тој ден беше колегиумот токму за овие предмети, што нас не беше малку и симптоматично. Добро, сакате да кажете дека имате крт во вашите редови? Па сега, јас сакам да кажам што е фактичка состојба, сега има или нема, има и начини тоа да се докаже. Ке се затворат овие случаи? Значи, да, ние сакаме да ги затвориме сите предмети од управните, што ги спомнав претходно, значи што сме имале некаква релација со управен суд до крајот на годината, имаме закажано, односно договорено, не уште јавно закажано, значи имаме уште една седница до крајот на годината, имаме доста завршени предмети што сакаме да ги завршиме по редовна постапка, но и овие да не ни стојат. И ќе го известите и Иванов? И во текот на постапката ќе го известиме за да го запазиме процесот на контрадикција. Добро, бидејќи тој најавува и тужби и бара јавно извинување. Дали ќе му се извините за... Значи, ајде да ја утврдиме состојбата, па да видиме дали треба или не треба да се извинуваме. Добро. Добивте пофалби во новиот извештај на Европската комисија за проактивната улога, дека сте на пат да ја вратите до вербата преку тоа што поголем број на граѓани поднесуваат пријави до вас и очекувањата на сите се дека понатамо ќе се процесуираат во сите инстанции, преку обвинителството, до судот, доколку нели се утврди криминал. Ве прашувам, може ли да ми посочите кои се големи предмети кои што ги работевте и ги завршивте во изминатиот период, на кои што сметате дека сте горди поради вашата работа? Имаме и такви предмети, меѓутоа ние сме малце повеќе горди на појавите што ги откривме врз основа на предметите, нели, за кои што добивме пријави од одделни граѓани. Да речеме, појавата за вработувањата со дискреционите овластувања, тоа е голема работа.
И тоа е рак рана на нашето општество, ако пака земеме да го размислуваме малку подлабоко. И анализа се направи за тие дискрециони овластувања. Се направи анализа која што ги детектираше сите ранливи точки во 19 закони, во 19 области. Значи, за ова се не поддржа холандската амбасада и ни помогна, ја изврши таа анализа Transparency International. Значи, точно се дадоа препораки и точно се кажа кои активности треба и се на потек е владата и собранието да делуваат во тој дел да се ограничи ова дискреционото овластување кај службените лица. Мислам дека тука, ако се направи ова, граѓаните ќе бидат многу задоволни, затоа што една неправда, односно таа неправда што ја чувствуваат при вработување, односно партиски влијанија, непотизам, кронизам и така натаму, би се намалила или би се отстранила. Тоа е многу битно. Понатаму, појавата, што ја кажуваме со директорите, назначувањето на директорите и пренесување на политичкото влијание преку поставување на ВД директори и едноставно така избегнување на оној дел законска обврска каде што вика дека треба по пат на конкурс, по пат на фер конкуренција да се обезбеди избор на најдобар кандидат. Понатаму правевме... Ајде да прашам за конкретен предмет. Ете, ќе подсетам, знам дека имавте за висок функционер во владата, Драги Рашковски, тогаш во 2019 година. Во јули го отворивте овој случај за набавката на опрема со италијанската компанија Леонардо. Се сомневавте на корупција, после разговорите кои што беа јавно објавени, што се случува со овој случај, докаде ќе заврши, имало ли барање мито? Значи не е завршен случајот, се работи за многу обемен предмет, значи набавката е многу обемна, многу материјал е предмет на анализа. Овој предмет доста фати тек пред почетокот на короната, се направија и интервјуа со одговорните лица и така натаму. Меѓутоа застанавме во моментот кога требаше да разговараме со една особа од тоа јавно предпријатие која што беше наболедување, не беше во состојба да ни одговори на прашањата и останаа таму уште некои лица кои што беа од раководната структура, значи во тој дел. Она што нас не држи во кондиција за овој предмет е тоа што договорот со Леонардо, првичниот и оној што е склучен после известен период од година, отприлика колку беше таму, е идентичен, значи зошто се чекало. А тој период кошта. Значи се плаќаат камати. За секој поминат ден... Значи државата на некој начин е оштетена? Точно така, да. Така што, мислам, случајот е многу обемен, иако колку што знам, јавното обвинителство во некој дел го затвори проблемот со Драги Рашковски, меѓутоа ние останавме се уште во кондиција, ви кажам, поради кои ризици. Уште еднаш ќе кажам, многу е обемен, се работи, а и фала Богу па имавме и други многу обемни предмети, по неколку регистратори еден предмет, фати корона. Иако, пак ќе кажам, и комисијата добро го истера овој период, не сме застанале, секој ден држиме колегиуми, на 2 недели држиме седници, се затвараат доста предмети, толку е времето, толку се капацитетите, но не се откажуваме. Јас се надевам дека негдека за месец до 2 ќе излеземе и со... Имавте и други големи случаи во јавноста кои што еве ќе го споменам случајот Матка. Заврши со обвинителен предлог, ми се чини за 3 лица кои што ги поставиле платформите, иако мислам дека се уште стојат. За жал, значи ние тука детектиравме голем ризик од корупција и можност за одредени лица да остваруваат материјална корист. Тие се уште остваруваат. Владата имаше обврска да го донесе законот за природни реткости, ми се чини дека се викаше, требаше Министерството за животна средина да го донесе, да го предложи. Во јуни 2019 се уште сме сведоци дека тој закон не е донесен, значи некако како да се тапка во место, ама додека државата тапка во место, поединци остваруваат материјална корист и тоа не е добро, тоа е прво е лош пример, тоа е неспособност на институциите да се справат со тој вид на корупција и сметам дека час поскоро треба да се излези да се реши тој случај. Мореми, вие имавте еден ваш случај кој што го отворивте, завршивте и разрешивте една
не лично вие, меѓутоа со вашата финансиска истрага, барем така беше одговорено во јавноста, се доведе во прашање етичкиот кодекс на Лидија Димова и владата ја разреши. Ова ви беше исто така еден од поголемите случаи кои што го водевте. Сега е предметот во обвинителство. За оваа истрага имавте координација со Европската канцеларија за борба против измами на ЕУ фондови за ОЛАФ, зборувам така? Да, токму така. Ние сме контакт центар на агенцијата на Европската агенција ОЛАФ во врска со злоупотребите на ЕУ фондовите. И во скоро, значи во секое време разменуваме информации, податоци за сите проекти на Европска унија, кои што европските фондови се трошат кај нас, и во тој дел сме разменувале многу информации, а воедно сме и поднели многу поднесоци, кривични пријави и посебни извештаи до јавното обвинителство во врска со злоупотреба на ЕУ фондовите. Што ми откривте оваа наводна измама, ги известивте, така? Додека конкретно за случајот, да, информирани беа, истите беа заинтересирани во кој дел се тие злоупотребите, колку средства се злоупотребени и така натаму. Откако заврши предистрагата, заврши сите преземени действија од наша страна и по поднесувањето на кривичната пријава, исто така ги известивме дека веќе поднесовме соодветен поднесок до јавното обвинителство на организиран криминал и корупција. Така да, истите тие за да превземат мерки понатаму доколку има потреба во одредени некои законски решенија да се избегнат вакви злоупотреби во иднина. Ајде да подсетиме што докажавте вие и што очекувате сега од обвинителството за гонење организиран криминал да се докаже и да излезе како случај? Предметот, значи, тековно во секое време беше вклучен и јавен обвинител од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и заедно го работевме случајот, иако, значи, првата фаза сами почнавме да истражуваме, меѓутоа кога видовме дека има многу дефекти во постапките и на трошењето на паричните средства од ЕУ, тогаш известивме и обвинителството и истите беа заинтересирани заедно да го водеме. И нормално со завршување успешно и случај во таа фаза. Ние утврдивме, иако во јавноста се збореше дека овој проект е злоупотребен, тој проект е злоупотребен, меѓутоа ние утврдивме тоа што токму на почеток го кажав. Ние утврдивме во самата постапка како е изведено целата таа постапка на доделување на проектите од тие фондови. Точно токму така беше нафатени со истрагата и фамозната фризерница, иако фирмата се вика Вестрейд. И во тој дел утврдивме ние одредени недостатоци во самата постапка, бидејќи лицето кое што е одговорно лице во фирмата е истиот бил и едукатор на самата агенција. Значи, сам на себе доделував, му доаѓа, ги искористил тие информации кои што ги има агенцијата за да биде поволен за добивање на одреден проект од агенцијата. Тоа е едната работа, меѓутоа имаше и други прекршоци, односно други работи кои што ги утврдивме ние незаконски и тие беа во делот на благајната, повлекување на парични средства од благајната, што после тоа не беа покриени трошени, а не беа покриени со никаква соодветна документација. За патувања? Па за службени патувања, за не знам за што биле користени, бидејќи со подпис на тогашната директорка Димова. Дел се од благајничката таму кај што била одговорна за водење на евиденција. И сите овие беа во целата таа кривична пријава офатени, беше поднесена и до обвинителството, кое што верувам дека, мислам дека и тие се при крај со истражната постапка и очекуваме успешно завршување и таа постапка за да се покрене обвинение. Вака брза реакција немате од обвинителството за други предмети. Еве, за случајот со Тето имаме многу малку време, нема да го отвораме и да го раскажуваме, меѓутоа немавте ваква среќа со обвинителството да се разберете на брзина. Се за волја на вистината на почеток имавме. Се шеташе од едно во друго обвинителство, колку што знам. За Тето? Да. Да, значи имаше
Тоа шетањето, како вие кажувате, бидејќи имаше предмет и во основното јавно обвинителство и во организиран. Меѓутоа, односно постапување по предметот, ние утврдивме дека надлежен е обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, бидејќи паричните средства ни беа сомнителни во смисла дека доаѓаат од преку Кипар и завршуваат кај нас на начин што за инвестирање во самата фирма, кои што парични средства беа сомнителни по потекло, беа од Германија, од Русија и така натаму. И собственичната структура на ТЕТО ни беше исто така сомнителна, додека од страна на судот презеде некои чекори кои што според нас беа несогласно закон. Добро, ми јавуваат од режија дека имаме уште многу малку време за одјавување, накусо во 2-3 реченици, кои ќе бидат приоритетите на вашите институции за следната година. Милјана? Па сега за нас е многу важно, знаете дека пред 2 недели отприлика, кога беше Меѓународниот ден за борба против корупција, до собранието доставивме апдейтирана верзија на стратегијата. И за нас е многу важно собранието да ја усвои оваа 5-годишна стратегија, бидејќи ова е национален документ и е основа за постапување на сите институции. Оваа стратегија за прв пат е направена на еден инклузивен начин со учество на сите заинтересирани странки и институции. Тие учествуваат, дадоа свој придонес и заедно со нив е направен и акциониот план за понатаму. Со оваа стратегија за прв пат се воведуваат и нови области, бидејќи во што реков е направена врз проценка на ризик од корупција. Значи се воведени нови области, како што е спорт, урбанизам, и градежништво, земјоделие и животна средина, што е сега многу актуелно и ги засега сите граѓани. Значи, Државната комисија за спречување на корупција е носител на целиот процес за подготовка и ја донесува стратегијата на своја седница и ја доставува до собранието. Ние ја доставивме на почеток на годината, меѓутоа поради деловникот на собранието не известија дека треба на новиот состав од почеток да му ја доставиме. Ја преработивме, ја апдейтиравме од аспект на временски рокови и ја доставивме. Приоритетно е собранието да ја донесе и ние да постапуваме понатаму. Се надевам дека во наредната година ќе успееме со софтверот, што е многу битно за нас, и дека ќе успееме да ги реконструираме просториите, бидејќи, како што спомнав пред малку, не успеавме да се преселиме во ветените простории поради пандемијата и пренамената на средствата. Тие ни се приоритети и се надевам дека ќе се доекипирам. Ќе му оставам кратко време и на Муареми за приоритетите на финансиска полиција во 2021. Приоритетите се, од моја гледна точка, да се стават во функција на двата нови сектори, кои што се наменети за посебните истражни мерки. И во тој дел, навистина, ова исто така, како што спомна и Билјана, за нас е многу битно поддршката да ја добиеме од владата, бидејќи со таа поддршка што ние ја добиваме, автоматски ќе ја имплементираме и на самото ставање на функција на тие двата нови сектори. Тоа посебните истражни мерки во смисла на тајно следење, наблюдување и аудиовизуелно снимање согласно закон. Ви благодарам и на двајцата што бевте дел од телевизија 24, од студиото на Анализа. Вам почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете на телевизија 24.